Драги гледачи, добро вечер. Вечерва имаме многу интересна тема, а тоа е темата за македонските дијалекти. Моја пак гостинка вечерва е професор доктор Веселинка Лабровска. Веселинка, ти благодарам за учеството во емисијата. Јас и подробно ќе те представам, но сметам дека ти си ми човек кој што со право си во оваа емисија и да разговараме за дијалектите, бидејќи ти си долго време во оделението за дијалектологија во Институтот за македонски јазик Блаже Коневски. Крсте Мисирков. Да, факултетот е Блаже Коневски. Имаме значајни луѓе пред нашиот разговор да го започнеме пред камерите, разговаравме и за Блаже Коневски, за Крсте Петков Мисирков, луѓе кои што треба да им го дадеме своето значење. Може би и овој лапсус е добро дојден за да ги посочиме сите наши великани, заслужни за македонистиката пред се, развојот на науката за македонскиот јазик, а воедно и да кажам за публиката дека ти си и дописен член на Македонската академија на науките и уметностите, но твојата специјалност е пред се македонскиот јазик и неговите дијалекти. Па најнапред, ајде да ја представиме каква наука е дијалектологијата, дали таа е една развојна наука и е дел од македонистиката. Благодарам. Прво да го изразам своето задоволство што сум твој гостин, бидејќи се знаеме како колешки долги години, соработуваме. Второ, уште подраго ми е што сум во емисија што го носи ова прекрасно име за македонските работи. И мислам дека токму тука ми е местото да зборувам за македонските дијалекти. Дијалектологијата е дел од лингвистиката, македонската дијалектологија е дел од македонската наука за јазикот. Имав таа среќа да се вработам во оделението за дијалектологија, сега веќе далечната 1990 година, што значи дека 34 година сум во тоа оделение во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Изборот падна не случајно, значи јас и како дипломска работа, просто како семинарска работа во рамките на студирањето, работев дијалектолошка тема, тогаш со професор доктор Коста Пеев, кој што ми предаваше дијалектологија. Го истражував мојот роден кичевски говор и плюс битолскиот говор, бидејќи сум пола битолчанка, пола кичевчанка. За потоа да имам таа среќа на регуларен конкурс за вработување во институтот да бидам примена на тоа оделение. Значи, оделението за моја голема радост сега е побројно од минатата година. Имаме двајца помлади колеги и ќе ги набројам сите, ако може, да, бидејќи со задоволство сакам да ги истакнам моите соработници. Значи, тука се професор доктор Еленка Стоевска Денчова, професор доктор Светлана Давкова Ѓоргиева, професор доктор Гоце Цветановски, јас и двајцата помлади колеги, доктор Македонка Додевска и магистер Дарко Томовски. Се што работиме врз дијалектологијата, што ја замислил академик Божидар Видоевски, нашиот великан во рамките на дијалектолошките истражувања. И проектот каде што всушност сега сум раководител е формиран и замислен од професорот Видоевски и се вика Македонски дијалектен атлас. Значи ќе имаме простор вечерва да кажеме, нели, што се работиме на тој проект. Уште повеќе ми е големо задоволството што имаме извонредна соработка со Центарот за реална лингвистика, Истражувачкиот центар за реална лингвистика во рамките на Македонската академија на науките и уметностите. Тоест, по-конкретно со академик Маријан Марковиќ, професор доктор Ангелина Панчевска, магистер Сонја Миленковска и магистер Давор Јанкуловски. И сите
што веќе ги набројав, се вклучени во изработката на новиот том од Атласот, за кој што, еве, ќе имам промотивно Прикажување, вечерва, да. прикажување. Се разбира, тука е вклучен веќе како пензиониран наш колега и професор доктор Васил Дрвошанов и еден соработник од Србија, што беше кај нас со Еразмус размена, Ѓорѓе Геновиќ, и сите наши претходници на некој начин ќе бидат вклучени во новиот том од овој атлас, затоа што одлучивме дека така најдобро ќе оддадеме признание на се што е работено досега на тоа одделение, а да верувате, се работело многу, се работело макотрпно, значи затоа што имаме огромна мрежа од пунктови, односно населени места на целата македонска дијалектна територија, тоа се околу 400 пункта, што ги замислил академик Видоевски, во рамките на Македонија, но и надвор од границите на Република Македонија. Тоа значи дека во Егејскиот дел од Македонија, во Пиринскиот дел од Македонија, во југозападниот дел на Албанија, каде што имаме неколку наши говори кои што население што зборува македонски, и еден мал дел на Косово, односно во Гора, горанските говори се исто така интегрален дел на македонскиот дијалектен систем. Значи, сето тоа не е опфатено во истражувањата и нашата картотека во Институтот за македонски јазик брои околу 1.700.000 ливчиња со записи од сите дијалекти, што веќе ги кажав дека што представува убава основа огромно богатство. Да, огромно проучување и така натаму. Еве, јас ќе почнам од историскиот аспект. Кога се оформуваат дијалектите на македонскиот јазик? Кога тие почнуваат, така, да го добиваат тој статус? Да, многу интересно прашање, не знам колку во учебниците застапено нешто вакво како информација. Бидејќи знаеме дека црковнословенскиот јазик од македонска редакција, оној на кој што се пишувани старите ракописи, Евангелија, нели, од оној период по браќата Кирил и Методи, значи од Охридската книжевна школа и од Кратовската книжевна школа наваму, главно се држеле до некој принцип да не се менува јазикот. Препишувачите просто се труделе да го зачуваат јазикот на Кирил и Методи со огромен респект спрема сето тоа што го направиле првоучителите Кирил и Методи, но значи дијалектите и да ги имало реално во тој период не биле вклучени во пишаните текстови. Но реално јазикот е менлива категорија, значи дијалектите почнале да се развиваат на македонскава дијалектна територија и полека неусетно, да кажам, влегувале дијалектизми и во тие наши најстари црковнословенски ракописи. Инаку официјално, значи според Видоевски, според тоа што можеме да најдеме во дамаскинарската литература, да речам, од среден век, кон 14 век би требало веќе да биле формирани основните дијалектни групи, дијалектите не како што се денес, но приближно, а за тоа потврда наоѓаме во Дамаскинот, во Кранинскиот Дамаскин од 16 век, во едно мало речничен што го откриле од Костурскиот говор Ѓанели Вајан, значи наши странски македонисти, што значи дека граница приближна граница ние 15-тиот век, кога веќе сметаме дека биле формирани македонските дијалекти во форма приближно на онаа што денес ја истражуваме, што значи дека историски гледано македонскиот дијалектен систем е многу стар. Значи не е од вчера за вчера, не е од 44-та, не е од 903-та, влече корени длабоко во минатото, што всушност вие историчарите ги потврдувате со историските истражувања, а ние дијалектолозите ги потврдуваме со нашите дијалектни истражувања
И многу често знаеме да кажеме дека всушност дијалектите се непишана историја на македонскиот јазик, всушност на секој јазик, дијалектите му се таа непишана историја, бидејќи дијалектите скриваат развојни процеси. Посебно дијалектите што ги сметаме како архаични. Зачувуваат особености што биле постари, што може би дел од дијалектите ги промениле, но архаичните дијалекти, како што е нашиот дијалект во Бобошчица, во близина на Курча, во Албанија, значи зачувале особености што се баш стари од тој период на 15-16 век, а тоа е, например, широк изговор на стариот вокал јат, што денес во стандардниот македонски јазик рефлектирало со нормално е, но таму го изговараат широко и кога ќе дојдете во контакт со говорители на такви дијалекти, се чувствувате прекрасно, зашто сметате дека со некоја временска машина сте се вратиле некаде назад во вековите, па слушате како нашите предци зборувале, и тоа е едно прекрасно чувство за истражувач на македонските дијалекти, на македонскиот јазик генерално гледано. И мислам дека и нашите преродбеници го имале истото тоа чувство и затоа со таков пиетет спрема македонското, спрема јазикот, спрема културата што ја имаме ние македонците, сето тоа го внеле во нивните трудови. Тоа и сакав да те прашам, сега ме потсети ова што го спомна. Фактички нашиве природбеници со запишувањето на усменото народно творештво. Ги имаме Миладиновци, Цепенков, Козман Шапкарев, голем број, па дури имаме и странци, Стефан Верковиќ, кој беше уште нешто, имаше и многу од нив. Имаме, плејада на собирачи, собирачи и сето тоа. И мислам дека тука е таа ризница на нашето духовно наследство, јас така ќе го именувам сега тоа дијалектите, дека ги имаме и во таква форма, веќе и во пишана форма зачувани, за да можеме да се навратиме во времето на нашите предци и нивното зборување или говорење. Да. Значи тука ќе се дополнам и со четиријазичникот на Данаил од Москополе, нели? Неговиот четиријазничник е пишуван крајот на 18-тиот век со друга намена, значи за да ги научат луѓето да зборуваат на грчки јазик, но делот што е македонскиот дел од речникот е убав показател како во тој момент се зборувало македонски на таа територија, на што ја познавал тој поблиску. И сето тоа фактички потоа е внесено во истражувањата на, сега ќе ги потенцирам, на Ѓорѓе Апулевски, на Партени Зогревски, на нашите учебникари, кои што не тргнале од нула. Значи имале пред себе претходници кои што и Јоаким Крчовски се разбира и Кирил Печиновиќ. Но значи имале врз база на што да ги почнат своите истражувања и тенденции да направат учебници на македонски јазик со оние можности што тогаш ги имале. Се работи, нели, за 19-тиот век. Точно. Еве сега и ова да го споменеме, јас и ти претходно, пред да започнеме со емисијата, баш се задржавме на оваа тема на Партенije Зогревски и неговите размисли, фактички за заедничкиот јазик кој што би требало да биде создаден од македонските и бугарските наречја, но тоа не е една проста, едноставна работа која што определени истражувачи сакаат да ја представат. Тоа е една сериозна појава во 19-тиот век, само да го споменеме моментот од 1851 година, кога и хрватскиот и српскиот треба да бидат во една заедничка форма, создадени, направени. Меѓутоа, тие тенденции ги знаеме историски како се одвиваат, така требало да биде и во однос на македонскиот јазик, но да ги спомнеме сите оние
специфики кои што ни ги наведува партејни изографски, фактички и ни го представува македонскиот јазик во тој период и мислам дека ја представува една прекрасна разработка на разликите на она што представува македонско наречие, односно што треба да биде основа за натамошното развивање. Значи, фасцинантно е. Значи се работи за 1857 и 58 година кога Партен Изографски ги објавил своите книги Свештена историја и учебникот што фактички сакал да биде за учење на македонски јазик. Фасцинантно е колку тој успеал со неговото знаење, значи роден галичанец, но учен човек, успеал да ги издвои особеностите јазични на македонскиот јазик што го издвојуваат од бугарскиот. Значи зборуваме за период кога немало македонска држава, нели, немало институции образовни, да се учело, се школувале луѓето кој каде што умел и знаел на грчки, на бугарски, на секакви јазици. И со таква основа тој успеал на еден многу прецизен начин да напише, да ги напише тие разлики. Еве ќе ги кажам кои се разликите, што денес во 21 век ние постојано ги повторуваме, иако нешто слабо стигаат до нашите источни соседи. Значи, прво акцентот. Значи, секој македонец што немал никаква допирна точка со бугарскиот јазик, еве малите деца кога ќе дојдат во контакт со бугарски, ништо не разбираат. Зошто? Затоа што акцентскиот систем е сосем различен од акцентскиот систем на македонскиот стандарден јазик. Значи, таму има подвижен акцент, тоа е стариот словенски акцент, зачуване, кај нас е стабилизиран на третиот слог од крајот на зборот, и изговорот на исти лексеми сосема различно звучи кажано во нивна уста и во наша уста. И сосем да е идентичен зборот, сосем поинаку звучи. Значи, фонетиката на македонскиот и на бугарскиот јазик е толку различна што во рамките на фонетските истражувања спаѓаме во две различни групи, кога се делат словенските јазици според фонетските особености. Значи, прв е акцентот, второ е вокалот јад, што веќе го спомнав, таму се чува, кај нас е Потоа изговорот на рефлексите на големиот и малиот ер, така знаеме ние да ги кажеме, нели, од старословенскиот јазик. Кај нас тие рефлекси се тотално, мислам, целосни вокали, о и е, сони ден, додека на бугарска територија имаме зачувување на тој темен глас, кој што пак дава, ќе кажам, сосем поинаков звук кога се зборува бугарски. И она што мора да го истакнам, што е исто така нивна главна специфика, редукцијата на вокалите, што Партен Изографски знаел да ја препозна и да ја пише кога ги опишувал овие разлики. Неверојатно нешто. Како, значи, се што денес секоја современа лингвистичка наука го става како поредослед, како што следува, нели? Тој го напишал во тоа време. Значи, без некоја конкретна лингвистичка, не знам, наобразба каква имал специјална, само со своето јазично префинето чувство. Да. Значи, нешто што нас пак треба да не радува и да не одликува, затоа што сме своји на своето, различни словенски јазик со словенски, македонскиот јазик е неспорно словенски јазик, но различен од сите други словенски јазици, специфичен во многу аспекти, а посебно во овие аспекти на фонетиката, која што пак го разликува од соседниот бугарски јазик. Значи, тука е и немањето на глаголски прилог во бугарскиот јазик, потоа иња како суфикс како наставка за множина, дечиња, петлиња и така натаму кај во средниот род и така натаму. Значи, успеал сето тоа Партен Изографски да ни го даде. Така што подоцна,
кога мојот патрон Крстемир Сирков седнал да го напише тоа што го напишал на така брилјантен начин, значи за македонските работи, вие сте избрале фантастично име за вашата емисија, значи имал подлога, имал од кого се да чита и да учи претходно, за онака убаво да го сублимира сето тоа што е најзначајно за да биде кодифициран еден јазик, а тој не е кодификатор де факто. Значи, де јуре не е, меѓутоа, де факто е тој кодификатор на македонскиот јазик. Велам де јуре не можело да биде, затоа што не сме имале своја држава, нели? Така е. Значи, стандардизација на јазик бидува кога држава, ќе имате своја држава и таа ќе донесе одлука дека јазикот е кодифициран како стандарден јазик, јазик на цела територија на некоја држава. Тоа сме го направиле 44-та, еве да нагласиме дека годинава е 80 години од Асном, но кодификаторот вистински со потенцирање на сите битни, суштински елементи на еден стандарден јазик е Крстемир Сирков. Мислам дека одбележуваме 150 години од неговото раѓање. 150 години, да, одбележуваме годинава 150 години од раѓањето на Мисирков. Ние во Институтот за македонски јазик ќе имаме повеќе активности и на овој план. Минатата година имавме многу активности, бидејќи лани па беше 120 години од објавувањето на книгата за македонските работи и наш јубилеј институтски имавме. А сега ќе одбележиме она што вреди да се одбележи. Навистина сме горди што сме го имале Крстемир Сирков меѓу македонците, меѓу големите македонци и она што го зборувавме и претходно, јас и ти, дека треба повеќе да се знае за тој човек. Треба да се знае. Исто разговаравме за неговите проучувања, дури дојдовме до една констатација како би било кога би бил наш современик, повторно да се докажува и покажува македонскиот јазик. Меѓутоа, во тој разговор ти ми спомна дека имаш еден прекрасен негов цитат, една размисла за дијалектите. Па јас би те замолила и да прочитаме. Апсолутно, да, значи она што не знам колку го знае по широката јавност, значи тој во ова мало книгиче, книжуле да речам, за македонските јазици успеал, за македонските работи успеал и како лингвист да настапи и се што е суштинско во рамките на структурната лингвистика да го осознае и да го покаже со наједноставен македонски јазик. Значи, што докажува дека тој навистина бил ерудит и интелектуалец, пар екселанс и полиглот, сето тоа го знаеме историски, но сигурна сум дека ги знаел и сите руски школи лингвистички што можел на ваков краток простор да сублимира се што треба за јазичната историја на даден јазик, да каже. И сега во поглед на дијалектите, бидејќи тие се предмет на моje истражување и се дел од она каде што работиме во институтот, значи ќе го цитирам, променејната во јазикот на еден народ во време составуваат историјата на јазикот на тој народ, тоа е значи таа диахронија што денес ја нарекуваме, а променењата негови во пространство составуваат неговите современи варијации или дијалекти, поддијалекти, говори, подговори и така натаму. Значи, неверојатно едноставно кажал она што го нарекуваме класификација, нели, или на поделбите на јазичниот систем. Значи, просторната поделба всушност прави дијалекти и говори, а временската поделба тоа е таа диахронија или историски развој на јазикот или историјата на јазикот. И сето тоа успеал
во една мала книшка да го спакува убаво и затоа веројатно се исплашиле нашите соседи па му ја запалиле книгата, па за чиста среќа неколку примероци нели стигнале до денешно време и до рацете на Блаже Конески, Да. што го спомнавме на почеток, за да може тој врз таа основа да направи се што треба во независна Македонија за кодификацијата на македонскиот јазик. Точно. Знам дека вие, диалектолозите, често пати спомнувате за определени групи, како би ги класифицирале македонските диалекти. Ајде и тоа да го спомнеме. Значи, класификацијата на македонските диалекти, она што е финалната, бидејќи Крстем Исирков ни дал класификација, но неговата е поедноставна, она што е општо прифатена во светски лингвистички рамки, тоа е на академик Божидар Видоевски. И според таа класификација македонскиот јазик има 3 наречија. Западно македонско наречие, тоа е всушност она каде што се и централните говори, што влегле во основата на македонскиот литературен јазик. Потоа е југоисточно македонско наречие, кое што е всушност се што е источно од реката Вардар и Црна. И тука спаѓаат и нашите говори, значи и во источниот дел од Македонија, но и Пиринска Македонија цела и Егејска Македонија. И северно македонско наречие или северни говори, тоа се говорите фактички што фаќаат од линијата на Долен полог, односно Тетовскиот и Вратничкиот регион, Скопскиот регион со еден негов дел, потоа Кумановски, Кратовски, Светиниколски, Кривопаланечки до самата граница со соседните јазици, со српскиот и со бугарскиот всушност. И сето ова, сите овие 3 наречија, многу убаво можат да се видат фактички на картите што ги изработивме за новиот том од Атласот, што треба годинава да биде објавен, како изработка на целиот тој тим што на почеток го спомнам, значи оделението од Институтот за македонски јазик, бидејќи тоа е наш матичен проект и во соработка со колегите од МАНУ. Пред да одиме на ова што треба да го споменеме како најново издание, ти ми донесе и Атлас. Едниот Атлас е од Тоа е наш атлас, тоа е фактички пролегомена, значи вовет, нели? За тие што ќе гледаат, а не ми е познат зборот, значи пролегомената е направена во 2008 година. 2008, И тоа е фактички воведен том на македонскиот диалектен атлас, во кој што имаме 30 карти исто од истата македонска диалектна територија, од целата македонска диалектна територија, изработена од тогашниот состав на оделението и со рецензенти ни се академик Зузана Тополинска и академик Петар Елиевски, така што се е на највисоко научно можно рамниште. Картите може да покажам една карта, тука се представени на поинаков начин. Значи имаме само момент, имаме или знаковно представување или имаме камерата до тебе е тука. Значи ова се формите на шатка или пајка. Шатка или пајка во македонските говори, гледаме дека има неколку ареали што прават лексемите што се јавуваат, бидејќи имаме шатка, пајка, биба, патка, и тука имаме еден посебен регион што е пак патка, не е пајка. Значи, сето ова е показател на нашата диалектна разновидност на целото македонско диалектно наречие, значи на целиот македонски диалектен простор. Имаме што ја прави границата географски? Како се определува границата? Да, сега ќе еве уште една за Диња, тука е малку За кој збор станува збор? За Диња.
А, диња. Да. Диња или пепон. Да, или пепун некаде. Да, може на оваа камера, да. Тоа е фактички помалку шарена карта од претходната. Регионите ги се добиваат кога ќе се испишат фактички сите форми што сме ги регистрирале на терен. Значи во 1.700.000 ливчиња имаме со испишани форми на зборови за секоја одделна лексема за која што Видоески сметал дека треба да биде собрана на терен и тие разлики што потоа ќе се констатираат меѓу еден и друг пункт се воедначуваат и добиваме еден ваков ареал на кој што се кажува еден или друг збор. Некаде имаме огромно богатство на различни форми, некаде имаме малку повоедначена, да речам, македонска состојба. На кај некои зборови лексеми имаме воедначеност на целата македонска дијалектна територија. Вашето прашање беше, значи, богатството на македонскиот јазик се огледа токму преку лексиката, засега само лексиката ја представуваме во нашите атласи, а дали ќе биде шаренолика таа лексика или ќе биде поконстантна, зависи од повеќе фактори. Првиот фактор е дали се работи за лексема збор, што е од домашно потекло, значи од словенско потекло, што се проширил на целата територија затоа што бил многу фреквентен за употреба и бил во основниот лексички фонд. Што значи во основниот? Значи секојдневно се користел со векови, не се работи тука за зборови кои што именуваат предмети што порано ги немало, па сега ги има, па морал зборот да се увезе едноставно. Туку за исконска лексика, која што едноставно ја означува цела македонска дијалектна територија и тоа е многу интересно да се видат кои се тие зборови и тоа се согледува од нашите истражувања. Од друга страна па има зборови кои што едноставно порано сме ги немале, потоа се појавиле на оваа територија, сме немале ознака за нив, па знаките се или од турско, или од, не знам, грчко потекло, или од латинско, или од некое дури арапско. И таков пример е со пенџере или стакло, нели? Да. Колку имале стакла, нашите предци немале, се разбира, и потоа со појавата на стаклото, сега стандарден збор за пенџере, прозорец, но пенџерето е составен дел, како турцизам е составен дел на нашите говори, бидејќи го зеле од турскиот јазик, како и многу други турцизми. Иако за пенџер и прозорец па имаме и македонска и турска лексема, за некои работи како за баклавата или мусаката немаме. Значи, резервен збор. Значи, јадењата, како што доаѓале заедно со нашите, да речам, поробувачи, администратори или како и да ги кажеме, така доаѓала, како доаѓал предметот или јадењето или што и да е, така доаѓал и зборот и така останувал и до ден денес има некои зборови што се составен дел на македонскиот лексички систем, иако не се наши, но тоа не значи дека треба да ги исфрлиме, апсолутно. Значи, тука си има правила на игра, не само во правила на функционирање на сите јазици, не само во македонскиот јазик, тоа е во светски рамки, дека основниот систем на јазикот е автохтон и структурата, додека пак лексиката се надградува, се додава, се губи и така натаму. Покрај претходниот атлас, вие донесовте и лингвистички атлас на македонските дијалекти. Фактички, што е овдека представено? Да, благодарам за можноста да кажам и за овој атлас. Значи, ова е атлас сработен врз материјалите на Општословенскиот лингвистички атлас, кој што од самото основање го раководеше академик Божидар Видоески, а сега го раководи академик Маријан Марковиќ во Истражувачкиот центар за реална лингвистика во МАНУ. И фактички овде имаме карти
со одделни македонски зборови само на ограничен број пунктови македонски, 24 мислам дека се, кои што се влезени во општословенскиот лингвистички атлас. Значи, помала мрежа на пунктови има отколку овој другиот нашиот атлас што го работиме во институтот. Но ова издание излезе 2020 година. Многу е или 21-ва, но не е битно. Чинам дека е 20-та кога го разгледував преска. Значи, автори се нашите колеги од МАНУ. Тука е академик Зузана Тополинска вклучена, а ние колегите, постарите колеги да речам од Институтот за македонски јазик сме рецензенти. Многу е убаво да се види карта од овој атлас, бидејќи тука се самата форма на зборот е напишана до самиот пункт. Значи, еве конкретно може да го прикажеме на камера, да. Ова е карта на за клукај дрвец. Многу интересна лексема во македонскиот јазик, бидејќи има едно огромно богатство на форми. Значи, главно формите се сите словенски, меѓутоа се ја покажуваат огромната инвентивност на македонците кога зборообразувачки, кога ги формирале тие лексеми. Имаме клукај дрво, пупунац, клјукај дрвац, клјуко дрвец, детел, значи чукај дрвец, неверојатни форми кои што сите се од таа основа со клука или чука, нели, и дрво, меѓутоа но и старата детел што ја има, нели, во соседниот српски јазик како детлич. Тука е ова е буквално архаична лексема зачувана во македонскиот јазик, стара словенска. Значи, треба да се гордееме со ова наше богатство, навистина. И затоа сакав да ги покажам. Секако. Да, овие веќе завршени сработени работи, овој атлас е достапен и во електронска форма. И во печатена. И во печатена на страницата на ИЦЕЛ во МАНУ. Она што за што сега добивме минимални средства, морам да кажам, но добивме 223.000 денари за печатење, добивме од Министерството за култура на годишната програма. Треба да изгледа вака нашиот нов атлас со 50 карти, кои што ги сработивме сите автори и каде што се вклучени карти на нашите претходници. Дел од нив се починати, но со ова им оддаваме и почит со тоа што тие се со својата работа внеле огромен, да речем, придонес во нашата картотека. Тоа се, например, Аритон Поповски, Маријана Киш, потоа покојната Убавка Гајдова, мојата блиска соработничка. И тука се разбира и од нас актуелните веќе соработници, што ги кажав, и професорот Коста Пеев со неговите карти. Значи, ќе имаме еден убав атлас на македонските дијалекти, што ќе биде испечатен до крај на годинава. Неколку карти електронски да ги вие ни дадовте материјал кој може да го погледнеме. Значи, ова е картата на значи на Паринка или Крлушка, за една охриѓанка по потекло, веројатно интересен начин да видиме. Мислам, сега зборувам за Наташа. Значи, да видиме какви се форми имаме на македонската дијалектна територија, за да се каже она што дозгора го имаат како лушпи рибите и како ова треба да биде Крлушка. Вие ни пративте за Крлушка, за Вистина и за Лага. Сега треба да го покажеме, значи, документот кој што се однесува на Крлушка. Да, Крлушка е ова, мислам. Како што гледам, значи,
многу е разнолика. Еден голем дел од картата има форма паринка, значи што доаѓа од пара. Може пак да ни ја покажете картата? Еден голем дел има крлушка и лушпа и струшка, значи навистина богатство од форми кои што се сретнуваат по македонските говори за да се каже ова лексема, односно ова како дел од рибите. Од рибите, да. Со тоа што и тоа морам да истакнам, луѓето именувале само тоа што го имаат околу себе. Тоа е првиот основен принцип на формирање на јазикот и на неговото богатство, па тие села всушност кај што немало вода и каде што немало риби, едноставно и немаат одговор за тоа прашање. Тоа сега ќе речев дека најголемата концентрација на означени места се околу течението на реките. Да, реките и езерата. Да. Бидејќи другиот дел од Македонија, значи имаме навистина региони во Македонија каде што едноставно немале допир со риби или имале толку малку можност да јадат риба и да ловат во реки, во поточиња и не знам, во некакви мали водни пространства, што едноставно не чувствувале потреба да дадат назив на дадениот предмет. Ова ме потсети, сега ќе направам едно мало отклонување. Ние историчарите се занимававме со појавата на албанското население на овој простор и лингвистите во тој поглед поприлично ни помогнаа и кои што детектираа дека во нивниот јазик отсуствуваат зборовите, кои што на некој начин би представувале терминологија од крајбрежјето, од морето, од оној простор каде што би требало да биде развиен оној зборообразувачки термин кој што би се однесувал на начинот на живењето покрај морето. Да. Така што, ние историчарите на некој начин и го детектираме нивното присуство малку подоцна од она што тие сметаат дека реално е. Значи, затоа реков на почеток дека дијалектите се запис на историјата. Запис е на историјата. Сега може да ни го пусти режијата и делот, односно онаа карта, каде што е представен зборот вистина, а потоа и зборот лага. Исто така имате ставено поприлично означени места се. Ова е, јас се извинувам, не можам оддалеку да видам, значи... Дали може малку да го зумирате, па за да прочитаме, за да бидеме сигурни на кој збор станува збор. Не може, добро. Значи, лага, за разлика од... ова беше паринката, значи лага и вистина имаат многу поограничена разноликост. Без разлика кој слайд оди на екран, ќе коментирам. Што е она што ми беше фасцинантно кога ги истражував овие карти на кои јас ги работев. Што е она што е фасцинира посебно кај лага и кај вистина. Како денес тоа е лагата, тоа е картата за лага. Еден регион во Македонија има лага, тоа е западниот дел, западно од Вардар, источно од Вардар имаме лажа, а тамо во југозападниот простор, по самото пограничие со Албанија имаме маменица. Мамење. Значи, многу интересно. Значи, сите овие појави покажуваат прво и основно, за разлика од вистината каде што имаме воедначена ситуација на цела држава, на цела македонска територија, значи не држава, туку со сите дијалекти, покажува дека лагата и историски гледано како збор се појавил подоцна од вистината,
Затоа што во почетокот филозофски гледано се разбира, луѓето сметале дека треба само вистината да се зборува, а не да се лаже. Основата на зборот вистина е ист како оној другиот, односно исто како што е реалната состојба во светот што не обкружува, значи кажувам нешто што е исто, соодветствува на тоа што е во природата. И еден дел од македонската територија има В истина, со предлогот, односно префиксот В вклучен во самата лексема, а другиот дел има истина и наистина. И тоа е многу интересно исто како тие подрачја се разгрануваат во Македонија, колку се компактни. Значи, вистината е една единствена и таков ни е и македонскиот ареал, додека лагата е со 3 различни форми. И тука морам да нагласам дека ваквите истражувања на вистина ни покажуваат во кој период се појавил некој збор, значи, дали имаме сличност со соседниот словенски јазик или па стварно автохтоно сме го создале на наша територија, па е буквално оригинален, како маменцата. Маменца, да. Да. И фактички сите овие работи што ќе ги покажеме во македонскиот дијалектен атлас се доказ и показ за автохтоноста на македонскиот јазик, за неговото неизмерно богатство и за неговата старост. Затоа што еден огромен дел од лексемите се архаични, се наши собствени или се буквално словенски зборови што се зачувани можеби само овде и уште на некое друго место, ама не соседно од словенските јазици, туку може да биде овде, да речеме, и во Словенија или во Полска или во, не знам, Белорусија. И таквите истражувања буквално ја потврдуваат таа самобитност, самостојност на македонскиот јазик, што не е спорна, да се разбереме, во лингвистички светски рамки. Спорна е само за дел од нашите соседи, за жал. Бугарите и грците. Значи, за другите научници по цел свет ништо тука не е спорно, не само што не е спорно, туку тие со задоволство сакаат да бидат на нашите конференции, сакаат да истражуваат македонски јазик, затоа што сме специфични во многу погледи, во многу карактеристики. Значи, сме дел од словенската јазична група, но сме дел и од Балканскиот јазичен сојуз, па имаме карактеристики структурни кои што се уникатни во цел словенски јазичен свет. Ете, сите тие работи можат да се видат само низ нашите карти на што ќе бидат до крајот на годината отпечатени, за кои што пак можам да гостувам во оваа емисија, па да зборуваме. Секако, ние тоа ќе го проследиме. Јас, ова последно што го спомна, ме потсетува на она искажување на академик Старделов дека појавата на ваков вид книги, односно атласите, представува триумф или слобода на македонскиот јазик, што мене ме потсети да те прашам за оние значајни проучувачи на македонскиот јазик, па и на дијалектите, го спомна Вајан, особено засилувањето некаде на почетокот од 20 век на желбата да се проучи македонскиот јазик, да се проучат неговите дијалекти, бидејќи фактички јазикот е проучуван пред се преку дијалектите. Имаме заслужни слависти и мислам дека би требало и нив да ги споменеме во оваа прилика. Апсолутно, значи да, Андре Мазон и Андре Вајан се двајцата французи кои што навистина се вложиле себе си, имаат прекрасни книги за истражувања во Албанија и во Костурско-Леринскиот регион. Потоа имаме Мјечислав Малецки, тоа е полскиот истражувач кој што направил фантастично истражување во околината на Солун, фактички во делот што влегол во основата на на старословенскиот јазик. Сухо и високо. Сухо и висока. И потоа имаме Збигнев Голом, исто така пољак, кој што
се надоврзува, се надоградува на истражувањата на Малецки, па научно ги проучува фактички овие солунски говори, сите нивни јазични карактеристики. Тука имаме Ватрослав Облак, што не го спомнавме, со неговата македонска теорија за потеклото на старословенскиот јазик. Тој има македонише студија, значи македонски студии, значи така му се вика книгата. Словенец по потекло, веќе кажав, значи има уште Селишчев, да не го заборавам. Селишчев, Јагич. Селишчев, Јагич, значи има Милетич, значи навистина имаме бројни истражувачи, кои што фактички оставиле заинтересирани од македонскиот јазик и од неговите специфики, се вградиле себе си во македонистиката како негови фактички како зачетници на македонистиката, пред уште да ја имаме државата, за да можеме тоа официјално и системски да го направиме, како што сега го правиме во мојот институт за македонски јазик Крстен Мисирков. Единствено тој тип, нели? Ова не случајно те прашав, бидејќи мој впечаток е сигурно и твој, дека под влијание на една политичка неумешност се засегна научното постигнување со онаа формулација јазикот според Уставот. Дали може да зборуваме за македонскиот јазик во една таква конструкција која што е неприродна, со оглед дека сега ги проследивме сите граници, пространството на македонскиот јазик преку дијалектите? Апсолутно, значи не. Македонскиот јазик си има име и се друго е неприфатливо за нас, барем како научници, нели? Значи, јазик според Устав е политичка, нели, одлука за именување. Тоа всушност не е именување. Значи, да се разбереме, лингвистите и јазикот генерално се прецизни. Јазикот не може да употребува цела синтагма таму каде што треба да се каже само име на јазикот, нели? Ако е македонски јазик е македонски, ако е српски, албански или каков и да е. Се друго е само привремено политичко решение за некому да направиме одстапки во поглед на нашите договори за добрососедство. Да. Јас и воедно и би те прашала како ќе се одвива понатамошното проучување на дијалектите. Те ми спомна дека има еден млад потенцијал, еден млад кадар. Дали би требало да настојуваме, ова сериозно го мислам, да се зголеми бројот на проучувачите на македонскиот јазик, на македонската литература, на македонската историја, бидејќи во овие реални услови сметам дека ние сме малку за да одговориме на потребите. Па малку сме навистина, меѓутоа и не само што сме малку, туку институционално не сме така поддржани како што треба. Морам да истакнам дека јас како дијалектолог, кога се вработив, очекував дека барем неколку пати во годината ќе одиме на теренско истражување, ќе собираме материјал, свеж материјал, така се собира материјалот од родени говорители во секое село, во секое градче. И динамично е и сето тоа, но знаете колку пати сум била официјално на теренски истражувања? Само 3 пати. Во моите 34 години работен стаж, 33 нешто, бидејќи сите други, значи 3 пати институционално поддржано. Значи со пари, со сместување, со сите работи, се друго е на база на ентузијазам. Значи се друго што истражуваме и јас и моите колеги, правиме буквално самите се организираме, сами си плаќаме, сами тоа го правиме само од ентузијазам и од љубов кон професијата. Тоа така не оди.
бидејќи не можеме да си дозволиме многу пообем такви истражувања. Значи, за да бидеме вистински научници, сме вистински научници, но со свеж материјал, кој што треба да биде прикажан во следните томови на македонскиот дијалектен атлас и не само во атласот, во сите речници и други проекти што ги работиме во институтот, ни треба институционална поддршка, рокови за изработка и презентација на тоа што ќе го изработиме. Само така може да функционира вистинска наука. Се друго е сведено на личен ентузијазам и на лични залагања, да речам, за нештото да се реализира и често пати тоа завршува или како необјавен труд, или па дури се последниве години се случуваше, например, свеската на речникот на црковнословенски јазик од македонска редакција, еве таму работат моите колешки макотрпно на црковнословенските зборови, се објавуваше од спонзорства. Значи, тука треба државата пред се да го смени својот став спрема научниците, посебно спрема научниците што се во националните институти, како што е Институтот за македонски јазик, Институтот за национална историја, Институтот за литература, за фолклор, старословенска култура и да не ги набројувам сите, но ние сме јадрото на научниците што треба да бидат подкрепа научна на идентитетот на македонскиот народ. Ако нас не снема, тогаш на вистина ќе нема кој тоа институционално да го направи, а со самото тоа ќе си подпишеме самите не знам каква пресуда, ајде да не бидам многу ригорозна во моите изјави, но се надевам дека нешто ќе биде подобро на тоа поле и дека ќе имаме војнина прилика кога ќе се видиме пак да се пофалиме навистина со разбирање од страна на државните институции за тежината на нашата работа. И уште нешто, значи нашата работа, ова не го правиме за финансии. Од ова не може да се добијат пари. Значи ние не сме профитна институција. Да. Националните институти не може да бидат профитна институција. Токму затоа тие треба да бидат поддржани максимално од државните институции, од државниот буџет. Само така се гради национална стратегија. Так. Не на краток рок, туку на долг рок, со примање на млади кадри, со давање на поддршка на нови проекти. Еве сега колегата Гоце Цветановски почна изработка на етимолошки речник на македонскиот јазик без институционална поддршка. Така што се надеваме дека во иднина за се што е наша должност како научници да го сработиме, ќе имаме максимална поддршка и сето тоа ќе резултира со плод и резултати какви што треба да имаме, а освен нашите вакви трудови, резултат од тоа треба да биде чувството на нашите сограѓани македонци дека зборуваат на пребогат јазик. Не нашите деца да мислат дека македонскиот јазик им е сиромашен, па затоа прво треба англиски да се научи, оти македонскиот така нема зборови доволно, па не е богат, па не знам звучен, не знам каков е. Најбогат е, наш си е. Тој најубаво ги пренесува нашите мисли, ставови, чувства, како што кажал и Мисирков во неговата книга. Значи, тоа е она што ни е гледање на нештата, гледање на светот пренесено од дедо предедо. Значи, немаме друга опција тоа да го направиме најубаво. Мајчиниот македонски јазик е тој. Ние ако си го сакаме јазикот, ќе се сакаме и себе си. Ако не го сакаме, тогаш ништо не сме направиле. Ќе оставиме држава на безимени луѓе, на луѓе што не зборуваат на безимен јазик, не знам каков, нели, толкав онолкав, не знам каков, меѓутоа сето ова треба да биде една долгорочна стратегија не само за да се афирмираме ние како наука, зашто странците веќе знаат дека не има, дека не ценат сите нас што одиме по странство на конференции, што тие доаѓаат и тие што доаѓаат. Меѓутоа, да се афирмираме пред се во своето јадро, во Македонија. Ти благодарам многу за учеството, за прекрасниот разговор
и секако дека ќе се видиме и во следната прилика кога ќе имаме можност да го представиме најновиот атлас. Благодарам. Драги гледачи, овде завршува емисијата. Бидете во добро здравје и до следниот четврток. Пријатно.